Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за енталпија. И сега за да објасниме енталпија, треба малку да се навратиме на минатото видео, каде што спомнавме дека еден систем, ќе направиме еден систем вака, има некоја си внатрешна енергија U. Сега ми текне еден убав пример кој можеме да го користиме, бидејќи реков дека внатрешната енергија не можеме да измериме апсолутната вредност нејзина. Можеме да дадеме некоја проценка, но тоа не е доволно. Сега теориски би можеле да измериме, но всушност тоа е како да мериш колку литри има вода, така колку литри има вода во океанот. Сега да измериш колку литри вода има во океанот, тоа е практично невозможно, иако теориски би било возможно, така ќе земеш на кофа и ќе мериш, ама никој тоа не би може да го направи. Затоа не ја мериме апсолутната внатрешна енергија на систем, него ја мериме промената. Така, едноставно, ако во овој океан ти додадеш, земеш едно шише вода, така земеш едно шише вода и да речеме дека ова шише е од 1 литар, ова шише е од 1 литар и таа вода ја историш во океанот. Повторно ние не знаеме колку литри има океанот, ама знаеме дека се зголемило за 1 литар. Така, знаеме дека се зголемило за 1 литар, бидејќи ти само што си историл шише вода. Значи, ние тоа мериме. Ја мериме промената во внатрешната енергија. И тука всушност знаеме дека промената е 1 литар. Сега, формулата, начинот на кој може да се промени внатрешната енергија на системи кои содржат материја, беше вака, следната. Значи, промената внатрешна енергија е еднаква на количеството топлина абсорбирано или оддадено од системот, плюс минус работата извршена од страна на системот или работата извршена врз системот. Значи плюс беше ако се врши работа врз системот, минус беше ако се врши работа од системот кон околината. Сега, ние кога многу често сакаме да измериме внатрешната енергија, колку се променила на системот, сакаме да го направиме на практичен начин, ама најчесто најлесно е да измериш колку топлина се оддело, бидејќи колку топлина се оддело и се примило, ќе резултира со промена во температурата. Тоа е многу лесно, со еден термометар и у контролирани услови ќе можеме лесно да го одредиме. Но колку работа се извршило од страна на системот или врз системот е тешко да се определи. И затоа сме ја направиле у наводници оваа енталпија, физичка величина, која ќе објасниме всушност како сме дошле од нејзе и зошто е корисна. Сега, пред тоа да го спомнам, пред тоа да го објаснам, ќе објасниме дека работата, всушност ние ја дефинираме како, ја определуваме како промена на притисокот и волуменот. Притисок по волумен, односно промена на притисок по волумен. Што е всушност исто на промена на притисок по промена на волумен. И ако тоа би го направиле на еден график, ќе направиме еден график сега, каде што не на тоскоп дека ќе имам притисокот, овде дека го имам волуменот и почнеме од некоја си точка која е овде, која има некоја си внатрешна енергија U, ќе бележиме тоа U1 и сега да речеме извршиме всушност некоја работа, има промена на притисокот, има промена на волуменот, стигнеме до некоја си друга точка која ќе бележиме U2. Така, сега работата што всушност сме извршиле е површината под оваа крива, тоа може да се пресмета, таму има математика како се пресметува површината под оваа крива, но е вака само ќе ја бележиме со некои испрекинати линии. Сега, всушност ние можеме, ако се додаде топлина во системот, односно енергија, да се вратиме назад по некој си различен пат, но повторно ќе се вратиме на внатрешната енергија U1. И повторно дека се врши некоја си работа, ама нето работата што всушност сме ја завршиле е оваа која сега ќе бележам дека со сина боја. Така, површината помеѓу овие две криви е всушност нето работа која сме завршиле. И поентата е сега сме завршиле некаква работа, ама повторно се вративме на истата внатрешна енергија. И знаеме дека внатрешната енергија е функција на состојбата, така што не е важно како стигнавме до нејзе, него важно е дека се наоѓа оваа точка. Така што при оваа реакција всушност промената на внатрешната енергија е еднаква на нула, бидејќи се вративме таму каде што бевме. Така, што значи дека промената на внатрешната енергија е еднаква, рековме дека е Q минус W, бидејќи извршивме некоја си работа,
така извршивме некоја си работа кон надворешноста, што ова всушност би дошло, ќе ставиме дека знаеме дека промената на внатрешната енергија е 0, тоа значи дека 0 е еднакво на Q минус W, што е исто што дека Q е еднакво на W, за кога ќе го одземеш W од Q да биде 0, што си е сосема логично, така? Бидејќи овдека, за да кога извршивме некоја работа, ослободивме одредено количество топлина и понатаму за да се вратиме назад, всушност се додаде одредено количество топлина во системот. Така што промената на температурата на системот всушност не се промени, ама се изврши некаква работа. Сега тоа не е практично во вистинскиот свет, така што ние сакаме на некој начин да го отстраниме факторот на работа, така што внатрешната енергија да мериме само со промена на температурата, односно со оддавање или примање на топлина. За тоа всушност може да го направиме на два начина, но у практичен смисла се прави само на еден од тие начини. Сега ќе видиме кои се тие два начина. Едниот начин, сега повторно ќе нацртам дека два графика, ќе бидат вака помали. Едниот начин е всушност, да речем PV, да ставиме услов каде што притисокот ќе биде константен, значи нема промена на притисок, или пак волуменот ќе биде константен. Така што при вршење на некаква работа, односно промена на внатрешната енергија, промената на внатрешна енергија ќе биде всушност еднаква на топлината која се оддава или се прима во системот. Сето можеме да го видиме на следниот начин, каде што ќе ја земеме формулата, промената на внатрешната енергија е еднакво на количеството топлина оддадено или примено, плюс минус работата која се извршила од страна на системот или врз системот, небитно. Сега, ова повторно ќе речеме дека всушност вака е целосното, U еднакво на Q плюс минус промена на P по промена на V. Сега, ако речеме дека волуменот е константен, тоа значи дека нема промена на волумен. Ако нема промена на волумен, тоа значи дека ова е 0. Така, а P по V, значи P кога ќе помножиш по 0, целиот овој израз всушност ќе биде 0. Така, значи викаме дека волуменот е константен. Ако волуменот е константен, нема промена. Ако нема промена, промена на V е 0, а P по V ќе биде вкупно 0. Што искача дека делта U во тој случај ќе биде еднакво само на Q при константен волумен. И од овдека само ќе објасниме нешто што понатаму во предавањето ќе објасниме многу подетално. Кога ослободената топлина при константен волумен е поголема од 0, така поголема е од 0, тогаш имаме ендотермна реакција. Односно количеството енергија, односно топлина која ќе биде додадена на системот, ќе има позитивен предзнак, бидејќи е додадено на системот, односно тоа се нарекува исто така ендотермна реакција. Тоа дека ако спротивното е вистина, ако QV е помало од 0, тоа значи дека има негативен предзнак, тоа значи дека енергија се оддава од системот, тоа значи дека имаме екзотермна реакција. И понатаму реков дека ќе ги објаснам овие и ќе дадам и некој пример. Значи ова сега што го спомнав беше, односно важеше, ако имаме константен волумен. Така, значи ова важи ако V е еднакво на констант. Нема промена на V. Сега, ова практично во вистински случаи, во практичниот свет, тешко е да имаш константен волумен. Многу е полесно и попрактично бидејќи е така да имаш константен притисок. И сега ќе го разгледаме тој пример. Значи, како што реков, најголем дел од реакциите кои се прават во лаборатории се случуваат при константен притисок, односно една атмосфера. Сега, ако некој химичар прави некои експерименти високо на планина, нормално ќе треба тоа да го земе во предвид. Но најголем дел живееме во градови кои се наоѓаат најчесто на морска височина или со некоја си мала разлика, но разлика во притискот не е толку голема. Но и кога се одвива реакцијата една по една, ако ја правиш на исто место, секогаш ќе имаш ист притисок, така? И затоа земаме, сега не знам со која боја ќе ја земам, нека биде фиолетова.
промената на внатрешната енергија, знаеме дека е Q и ќе речеме дека е константен притисок. И сега обично кога се збори за работа која се врши од страна на системот, значи ќе става минус W, каде што ова всушност може да се преформулира во следното. Q при константен притисок всушност е еднакво на промената на внатрешната енергија плюс работата. Што и од таму всушност произлегува енталпија. Така, и сега од това всушност нас ни произлегува формулата на енталпија која се користи. Нормално и овдека има промена, тоа нели е P по V, но доаѓа дека H, знакот за енталпија, е всушност еднакво на внатрешната енергија плюс промената на P по V. И ова е всушност формулата за енталпија. Добро, тука не мора да ќе отргнеме дека не стои P по V, нека само стои P по V. И сега ова всушност е формулата за енталпија. Но ние всушност никогаш не ја знаеме колку е енталпијата во даден систем, едноставно повторно само ја знаеме промената. Така што, ако идеме, вака ставиме, и запишеме дека промената во енталпија е еднаква на промената на внатрешната енергија, плюс, сега викам нека работиме у константен притисок, значи константен притисок по промената во волуменот, и сега од ова, на овој овдека израз, сега всушност му го додаваме ова овдека. Така, нели реков дека делта U е еднакво на QP минус работата. Така, сега знаеме на што е еднакво значи делта U, и едноставно само ќе замениме и ќе добиеме дека делта H е еднакво на QP минус константен притисок по промена на волумен плюс константен притисок по промена на волумен. И едноставно овие два израза ќе се скратат. Мислам иако и они се нула, ама всушност ќе се скратат. И се добива дека промената на енталпијата е всушност еднаква на количеството од топлина при константен притисок. Сега некој ќе рече дека всушност енталпијата е еднаква на внатрешна енергија. Што е всушност точно? Енталпија е еднаква на внатрешна енергија, ама енталпија е всушност внатрешна енергија при константен притисок. И наместо секој пат да се специфицира дека мериме внатрешна енергија при константен притисок, едноставно викаме дека мериме енталпија, односно промена на енталпија. И кога имаш супстанции кои се во цврста или течна агрегатна состојба, односно кога имаш константен волумен, всушност искаче дека QP е еднакво на Q по V. Така, значи може да земеш и константен волумен, исто би било, но едноставно во пракса е многу полесно да го рачунаме за константен притисок, а волуменот да го оставиме да се менува. И при тој всушност случај, при овој случај, всушност исто е дека енталпијата е приближно иста на. Сега најчесто кога се работи, значи се мери промена на енталпијата, ама ти не мериш на еден систем кој не прави ништо. Мислам, тој ќе има промена на некоја си температура, но се мери кога имаш некакви си хемиски реакции. И затоа ние користиме всушност користиме назив кој се нарекува реакциона енталпија, кој се бележи, значи промена мало R, реакциона и знакот за енталпија, односно символот за енталпија. И ова реков дека се нарекува реакциона енталпија. Сега ќе видиме неколку примери, ја ќе напишам неколку хемиски равенки и ќе видиме која е нивната реакциона енталпија и ќе продискутираме малце за тоа. Сега првично дека напишав една реакција, не мора да се замарате кои се елементите или што како. Едноставно само ова ќе го објаснам зашто податок може да послужи. S е за солид, дека е цврста супстанца, AQ е за дека е во воден раствор, G е за газ и L е за ликвид. Така, значи водата е ликвид, NH3, амонијак е газ и така. Сега, при оваа реакциона енталпија RH, всушност имаме абсорбција на енергија, затоа имаме позитивен знак, од 167,2 килоџули на мол субстанца.
Што значи за оваа реакција да се одвива треба да се апсорбира топлина од надвор. Така треба да се апсорбира топлина. И затоа има позитивен предзнак. Сега за химиската реакција на горење на метан, првично ќе разгледаме CH4, кој се наоѓа во газ, со кислород се добива CO2 и вода. Сега, за да се кога се одвива оваа химиска реакција, така, всушност се ослободува енергија. И овдека реакционата енталпија е всушност минус 890 килоджули на мол субстанца. Така, значи се ослободува енергија. Додека за спротивната реакција, како што можете да видите дека е сосема спротивна, ако идеме во другата насока, така, ако идеме во другата насока, всушност реакционата енталпија што мислите колку ќе биде? Ќе земе со сина боја. Ако идеме во истата реакција, но во спротивна насока, во тој случај реакцијата енталпија исто ќе биде 890 килоджули на мол, но при тоа ќе има позитивен предзнак, бидејќи е потребна енергија за да се случи таа реакција. Така се апсорбира енергија од надвор. Значи во овој случај ослободивме топлина, така колку 890 килоджули, а во вториот случај за да се одвива истата но обратна реакција се апсорбираше топлина 890 килоджули. Сега како воопшто се пресметува оваа реакција на енталпија? Всушност работи на овој принцип, значи реакционата енталпија е еднаква на сумата од енталпијата на продукти минус сумата, ќе направиме убав знакот за сума на енталпијата на реактанти. Меѓутоа, зашто не може да се одреди апсолутната енталпија на продуктите или на реактантите, затоа се користи малце видоизменета формула за реакцијата енталпија, која што е следната. Значи сега само ќе ја запишам, тој дел ќе го скокнеме. Значи оваа е формулата. И сега ќе ја објасниме на кратко. Значи повторно имаме сума, така, ВП е за стехиометриски коефициент на продуктите, значи на соединенијата кои се од продуктите, дали има 2 молекули, 10 молекули, колку и да се молекули, ова е VR на реактантите, по промената на енталпијата за образување, значи формациона енталпија. Сега ќе објасниме што е формациона енталпија. Значи енталпија на образување, односно формациона енталпија е всушност реакционата енталпија. Значи енталпија на образување е всушност реакционата енталпија кога имаме директна синтеза, значи синтеза од градбени елементи, значи не од молекули, која што е потребна за формирање на 1 мол од соединението. Значи тоа би било ако земеме H2, значи водород, плюс насцентен кислород, 1/2 од O2, и ќе се добие H2O. Така ќе се добие H2O. И реакционата енталпија, која е за формирање на 1 мол на вода, е всушност енталпијата на образување на H2O, на даденото соединение. Така. Сега знаеме што е енталпија на образување, всушност, таа само ќе ја вметнеме во оваа равен. Сега остана уште две работи да ја објасниме. Стандардна енталпија и екзотермни и ендотермни процеси. Сега, стандардна енталпија е многу лесно да се разбере, бидејќи енталпијата, до сега што зборевме воопшто внатрешната енергија и мерење на истите, зависи од повеќе фактори. Значи, зависи од притисок, зависи од температура, зависи од волумен и т.д. И од колку има влијание гравитацијата и многу фактори може да дојдат во влијание. Сега, кога луѓето си прават експерименти на различни локации, можеме да имаме различни резултати. Например, ако имаме некој си тука морско ниво, така тука ќе направиме како море вода, и имаме овдека си како планина, иде некаде и се до врвот и тука например е можда студено, ќе наставиме како снег дека има, така, ова е снежна планина, или пак тука ова е како плажа, така има сонце и тука е жешко. Ова не мора да е истото место, ова е на сосема различни места, например ова е некаде Африка, друго ова е некаде Русија, така небитно.
И сега, например, можеме да имаме хемичар кој прави експерименти на ова место, каде што е топло и е на морска висина. И имаме некој хемичар во Русија, каде што е горе на планина, каде што е ладно и има помал атмосферски притисок, бидејќи атмосферскиот притисок зависи колку атмосфера имаш на тебе. Така, ако имаш помалку атмосфера, има помал атмосферски притисок, ако имаш многу атмосфера над тебе, има поголем атмосферски притисок. Така што ако прават некој си експеримент, и овој се направи еден експеримент, го запише резултатот, така го запише резултатот, и овој го направи истиот експеримент, и го запише резултатот, и се ги споредат резултатите, ќе искочи дека имаат различен резултат. И нешто не може да имаат различен резултат, хемијата си е хемија. И ќе добијат различен резултат, бидејќи се наоѓаат на различни локации каде што притисокот игра и температурата улога. И за тоа да не се случува, кога се прават одредени експерименти, се прават под така наречена стандардна енталпија, која може да биде каква било, стандардна реакциона, стандардна формациона, обична, нема врска. Ама важно е дека стандардната енталпија и сите други стандардни вредности кои ќе избориме понатаму се бележат едноставно символот и плюс се става едно кругче со цртичка. И што значи тоа? Тоа значи дека кога се изведувал експериментот, кога се мерела енталпијата или внатрешната енергија или гипсова енергија или некои други формулации кои ќе видиме понатаму, се мереле под стандардни услови. Значи стандардните услови се земени по договор. И едноставно е речено дека стандардни услови се температура од 25 степени Целзиусови. Односно, добро, не мора под Целзиусови, они обично потенцираат со келвини, и некогаш во некој друго видео ќе објаснам зошто келвини е многу подобро од Целзиусови. Но, например, 25 степени Целзиусови. Друго, една атмосфера. И така. И други фактори кои треба да се под некои си дадени вредности кои ќе се изведува експериментот. Така што сите хемичари што се светови физичари кога прават експерименти да ги прават под истите услови. Иначе ќе има различни резултати поради различните услови што се наоѓаат во средината. И затоа обично се бележи стандардна енталпија. Но тоа не е ништо страшно, едноставно се изведува под некои стандардизирани услови кои се одлучени дека ќе бидат такви со договор. Значи стандардна енталпија е енталпија мерена под дадени стандардни услови. Исто тоа ќе важи и за многу други физички величини кои ќе ги разгледаме, гипсова енергија, ентропија и други. Сега, ќе ги спомнеме на кратко и ќе ги објасниме ендотермниот и екзотермниот процес, каде што ова линијата нагоре е всушност зголемување на енталпија. Сега, кај ендотермниот процес имаме некои си реактанти, кои ќе бележиме со R, така некои реактанти кои поминуваат низ одредена реакција, така поминуваат низ одредена реакција и стигнуваме до некој си продукт, ќе бележиме со P. Сега, при овој случај значи се зголеми енталпијата, така, тоа значи дека промената на енталпија е поголема од нула, бидејќи е позитивна. Така, бидејќи е позитивна и затоа имаме зголемување на енталпија. А за тоа да се случи, тоа значи дека е внесено енергија, така, во овој случај топлина, ќе речеме при константен притисок, тоа е енталпија, со цел да може реактантите да стигнат до нивото на продуктите. И оваков пример е, например, кога ќе земете мраз во раката го топли мразот, раката значи додава топлина во системот, во овој случај системот е мразот во раката, и мразот ќе се стопи. Така, продуктот е течна вода, така, додека реактантите беа смрзната вода. И сега продуктите имаат повеќе енергија, односно имаат поголема енталпија, поголема внатрешна енергија. И тоа е пример за ендотермен процес. Сега нормално има различни хемиски реакции кај што нема ништо ладно. Двете например се можеби прилично млаки и кога ќе ги измешаш едно со друго стануваат ладни. Едноставно има такви ice packs се викаат, ќе ги скршиш на некој начин и почнуваат да стануваат ладни иако нема никаков извор на мраз, така, а самите не се ладни. И тоа се ендотермни реакции. Сега ја нормално дека предавам теорија, немаме пракса, но постојат многу такви примери и треба да се имаат некој реагенс. Ја не знам некој домашен пример, сигурно има на интернет некои рецепти како може да се направи некој си ендотермен процес. Но мислам дека мраз и да ставиш сол врз него ќе биде стане поладен него обичен мраз. Сега не можам да објаснам зошто, но така ќе биде. Сега, екзотермен процес е спортивното, значи едноставно имаме некој си
продукти, некои си реактанти, кои всушност реагираат на одреден начин и стигнуваме до одреден си продукт кој има помала внатрешна енергија, односно се намалила енталпијата, така што промена во енталпија ќе биде помала од нула, односно ќе биде со негативен предзнак. И ова се сите процеси кај што се ослободува топлина во околината. Сега не мора да биде нешто топло па да се изглади, него на пример киселина и база кога се мешаат се ослободува топлина на неутрализација, или пак киселина со вода. Сега ова немојте да го пробувате дома, но некоја посилна киселина ако има и ако се измеша со вода, иначе киселината се става во водата, не се става вода во киселина, ќе стане многу топло. Со оцет не верувам дека ќе осетите нешто, ќе оцетот е слаба киселина, ама со посилна киселина, например солна киселина, но немојте ако не знаете што правите, се добива топлина. Бидејќи е екзотермен процес и се ослободува топлина во околината. И тоа беше на кратко екзотермен процес и тоа беше се за ова видео за енталпија. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.